Кога станува збор за градските приказни, тие генерално ги одржуваат спомените живи и се многу важни за урбаната историја на градот. Во Скопје за среќа има се уште раскажувачи кои што и денот како денешниот го чуваат од заборав. Гостинката која што веќе ни пристигна во студиото 3 на Македонската телевизија години наназад со многу голем ентузијазам зборува гласно и пишува за Скопје. Тоа е изминатиот период кога станува збор особено за сеќавањата за земјотресот, го прави и на социјалните мрежи и како опција, да речеме, полесно да допре до голем број на граѓани, бидејќи дигитализацијата е нешто што е предност на 21. век. И не само таа, голем број на граѓани се приклучуваат и споделуваат многу спомени, фотографии од своите блиски сведоци на земјотресот. Велам добро утро за Гордана Јанакиевска. Добро утро и добре ни дојдовте. Ајде ќе започнеме прво со вашата лична приказна и што е оно што нераскинливо ве врзува за Скопје. Доаѓате во главниот град на 14 години и од тогаш е оваа нераскинлива врска со Скопје? Од тогаш е на некој начин истражување што е Скопје и животот во Скопје. Можност да осознам или да го живеам некој живот кој не сум имала можност, бидејќи не сум била тука. Поради тоа, спомнавте социјалните мрежи, многу за мене важно е и собирањето на тие податоци ги ставив во една Facebook страница која се вика Скопје се сеќава. Посебно за земјотресот и се она што се случува и пред земјотресот и после земјотресот, на некој начин да се искупам дека не сум скопјанка одрасната од мали нозе тука. Многу голема скопјанка сте, верувајте, барем по она што и ние како еве родени скопјани не го знаеме како податок се уште за нашиот град. Кога станува збор за Скопје се сеќава, изминати веќе долго време ја следам страницата и можам да кажам дека токму скопскиот земјотрес е многу емотивна приказна и за оние кои што го преживеале, од друга страна и за потомците, за ние кои што преку нив го преживуваме целиот овој настан. И тие постојано комуницираат со вас, постојано споделуваат фотографии и приказни на своите предци. Па јас мислам дека го направивме место каде што може да си ја кажеме својата одишка. Едноставно, јас цел живот работам туризам и на некој начин мене многу ме боли што овие приказни кои обичен човек или некој странец кој ќе дојде тука во Скопје не може да ги доживее на начинот на тоа да речеме дека постои некоја можност да дознаеш повеќе од тоа. Многу згради кои се останати од земјотресот, многу пати сум кажала, треба да има една мала табличка на која ќе пишува дека е изградена од тогаш и тогаш, тој е архитектот, дека е во него преживеале или не луѓе од земјотресот, ново изградените места, дека на тоа место било нешто друго и едноставно да се направи да Скопје биде жива приказна. Мене многу ми фали музеј на Скопје, на земјотресот. Тоа е нешто што би кажало како изгледало Скопје пред тоа, како изгледа сега и што е поврзаноста и можност да се подсетиме на некои луѓе од тој период. Имаме секогаш за 26 јули бројни изложби кои што се своевиден сведок на денешниот ден. Да, ама тоа е во тој период. Да, сакав да кажам дека самите граѓани и фотографиите кои што тие ги имаат во својата лична архива се богатство повеќе кое што некако треба некаде да се зачува. Дефинитивно и овие млади генерации за нив земјотресот е нешто што е приказно, не го доживеале, немаат можност да имаат повеќе податоци околу тоа и единственото сеќавање во денот на кога се случил земјотресот на 26 јули. Колку овој 26 јули е дел од приказната за туристичките прошетки кои ги имате со домашните странски туристи низ годинива? Па дефинитивно мислам дека на 26 јули треба да има нека посебна програма туристичка, зборувам за прошетка со означување или со кажување на нештота што биле некогаш и што веќе денеска ги нема. Меѓутоа, мислам дека многу малце
освен железничката станица која останува како сведок и која се губи сега во новоградбите, можам да го напоменам, тоа го губи ликот на некое подсетување на некое време, едноставно нема друга можност. Во музеј на град Скопје постои некоја изложба која е можност да се доживее, меѓутоа мислам дека доживувањето, дека приказните, дека сето тоа на младиве генерации, на луѓе кои доаѓаат да живеат во Скопје, а не се скопјани, едноставно не им е доволно прикажано. Пред 15 на минути имавме еден прилог кој што го насловивме Скопје никогаш и сега. Стануваше збор за сведен осврт за различните визии за архитектонскиот, сообраќајниот и културниот изглед на градот. Што е она што од старо Скопје вам ви недостасува најмногу? И ви се допаѓа ли ова нова Скопје? Јас сум човек кој се прилагодува на сите ситуации. Мене не ми пречи денешно во Скопје. Може би треба малце подобро да е, но тоа е тоа што го имаме и тоа е оној живот кој треба да го носиме. Јас во Скопје дојдов во Ѓорче Петров, во првите зидани бараки. Татко ми доби куќа и едноставно и ден денеска живеам таму и на начинот сменето е сето тоа, моите родители не се живи, мојата сестра со внуците над мене, надградено е сето тоа, но сепак сите тие сеќавања и сето тоа проживување на некој начин е нешто што те врзува за градот и за самото место. Предпоставувам дека пак ќе наведам многу млади луѓе има, бидејќи имаме многу факултети. Луѓе од други делови на Македонија се доселуваат во Скопје. Мислам дека недоволно имаат можност да го доживеат Скопје некогаш и Скопје сега. И од друга страна, колешката Елизабета во самиот прилог кажа, без оглед на тоа дали сте поврзани со предците или не со главниот град, дали доаѓате само на работа или на студии. Многу е важно да го почитувате градот, да го почитувате местото во кое што дали краткотрајно или долготрајно живеете, сосема неважно. Имате впечаток дека еве и ние скопјаните и оние кои што доаѓаат постојано во главниот град го почитуваме Скопје доволно? За да почитуваш нешто треба да го препознаваш, да го знаеш. Токму тоа го велам цело време. Не е доволно информации за да Скопје стане блиско до тебе, да можеш да го доживееш онака како што е градот со својата љубов, да му ја поклониш и да го почитуваш тоа. Најчесто тоа се сведува на живот кој е привремен, зборуваме за тие што се дојдени или за новодојдените кои едноставно се прилагодуваат на ситуацијата, меѓутоа не можат да обстанат во желбата да го почитуваат градот, бидејќи недоволно го знаат. Недоволно им пружаме можности да го знаат. Но и ваков како што го имаме сериозно добро котирана листата на светски туристички дестинации, доколку поминеме само низ плоштадот во моментов ќе забележиме бројни групи од најразлични страни на светот. Какво е искуството? Да речеме кои локации најмногу им се допаѓаат, каде најмногу сакаат да одат и во кој сегмент можеме да ја унапредиме понудата за да добиеме што поголем број на туристи? Па во зависност од тоа каква група е, дали е тоа само на проаѓање или е на неколку дена, и во зависност од тоа што му нуди човекот кој ги примил или агенцијата која ги примила или водичот кој ги води, едноставно е во рацете на нив сето тоа пренесување. Сега најмногу бројни се турците во Скопје и во Македонија, после нив мислам дека се од Србија и голем дел доаѓаат од Полска, така да различити видови на луѓе се и различити видови на интереси. Многу ми наисто што доаѓаат зборот Скопје ги асоцира на земјотресот, мада Скопје немал само еден земјотрес силен, дека многу забораваме дека 555-та првиот го срушил Скупи, дека 1513 или 18 година е вториот кој навистина направил исто големо, бил силен и многу срушил од сето тоа што постои.
Меѓутоа, тој континуитет на живење на Скопје ние го немаме како чувство и не можеме да го пренесеме во едно видување на човек кој ќе дојде во Скопје. Во која насока треба да го градиме градот за генерациите по нас? Па веројатно некоја можност да се има тоа препознавање, да се има можност да се направи нештото, пак ќе кажам, некој музеј кој ќе има таа прегледност на Скопје низ вековите. Многу ми е драго што ви имаме баш на денешен ден и од друга страна многу ми е жал што имаме се помалку патеписци, се помалку луѓе кои што ќе евоцираат спомени, ќе зборуваат за приказните на Скопје. Само така останува градот жив низ приказните. Пак ќе кажам, 26 не се слави, не е тоа слава подсетување на тој ден, меѓутоа низ цела година треба да се има тоа чувство дека ова е град кој преживеал трагедија, на земјотрес кој навистина бил силен, кој направил многу луѓе да загинат, многу згради да ги нема, многу улици да едноставно престанат да постојат како такви. Пред крајот на разговорот постои ли некоја приказна, да речеме, на која што се уште се сеќавате, од страницата Скопје се сеќава, која што посебно ви останала во сеќавање, зборувам од споделените од граѓаните? Па, мене една приказна постојано некако ми стои тука во душата, тоа е Јапонка која подарила диамантски семеен прстен, за кој не се знае што се случило после тоа. Ни донесовте и фотографии. Може да ги видиме некако пред крајот на разговорот и да ги скоментираме истите, бидејќи се нешто што не смееме да го пропуштиме. Колеги, доколку ни се подготвени фотографиите, би сакала да ги прокоментираме и да ги видиме пред крајот на разговорот. Од каде се најдени овие фотографии, прво кои што ќе ги видиме? Па најголем дел од нив се на интернет ги има како такви. Едноставно, ова што јас го донесов е складирано во Скопје. Се сеќава на Facebook страницата, каде што може да се најдат и фотографии, доста видеоматеријали, приказни од луѓе кои го преживеале земјотресот, надписи за случувањата за време на земјотресот и после тоа. И сето тоа е на некој начин подсетување дека едноставно Скопје ги живее и ќе живее и понатака со таа една рана во душата. Колеги, ги имаме фотографиите, ќе може да ги погледнеме, да ги скоментираме со гостинката пред крајот на разговорот. Секако оние кои што сакаат да ги видат, да видат и многу приказни кои што се споделувани на страницата, ќе може да ја посетат Скопје се сеќава. Расте и бројот на граѓани кои што истата ја следат. Еве ги фотографиите. Да, ова се неколку од фотографии кои на некој начин се некое подсетување на времето, на железничката станица која веќе не постои, изгубено е сето тоа, стариот мост кој едноставно живее и преживува се ова што го имаме, многу згради кои едноставно во тој период се настрадани и она што мене страшно ме боли, мислам дека имам таа фотографија на влезот во Битпад на Стара Чаршија, имаше една табла на која пишуваше Скопје град на солидарноста. Не ми е јасно зашто таа едноставно ја нема и на некој начин тој град на солидарноста ние никогаш не можеме да се одолжиме на тие кои ни помогна. Таа една табла многу би кажала. Токму така, куриозитет што споменавме и во Македонија наутро, дека по Втората светска војна за прв пат на едно место се среќаваат и хуманитарни сили на Соединетите американски држави, на Англија, на тогашен СССР. Да. Апсолутно. Еве ги фотографиите. Скопје се сеќава страницата која што може да ја посетите на социјалните мрежи, поточно на Facebook, за да видите уште многу споделени приказни од нашите граѓани и од Гордана. Благодарам многу за денешното гостување во утринската програма. Ви благодарам и